Почитувани, започнуваме со новото издание на спортскиот преглед. Во престојните минути правиме сублимат на спортските настани кои го одбележа изминатото денонокие. Следете не. Познатиот ракометен голман и поранешен селектор на ракометната репрезентација Стефче Стефановски, кој пред 6 месеци беше избран за главен координатор на ракометните екипи во ракометниот клуб Пелистер, си поднесе оставка. Во продолжение погледнете неговата изјава. Кажав уште на почетокот дека кога преземав оваа функција, главна цел ми е тоа да се трансформира во АД друштво Пелистер, односно со други зборови да не сгасне. Иако беше тоаш мртов, апсолутно мртов клубот. Меѓутоа да не сгасне скроз, тотално, затоа општината се да биде како собственик, јас да бидам настојал на тој проект, нема проблем. И се навади и го трансформиравме во АД друштво и тоа што нормално. Видовме со колкави проблеми ќе се соочиме. Тоа го истакнав на неколку пати, околу 40.000 евра пари, ајде одпред наследени од претходно, меѓутоа она што мене многу повеќе ме болеше, тоа е апсолутна негрижа за младинци, пионери и така натаму. Не негрижа, мислам, веројатно од такви условите. Немаше пари или не знам, не е битно. Меѓутоа фактичката состојба е таа. Затоа велам и тоа што се задржало, се задржало благодарно за тоа што останало од клубот. Меѓутоа требаше многу работа да се, како да ви кажам, како еден човек да е мрднува локомотива со туркање. Така ја се најдов во таква ситуација. Не е сам, кога го велам не сам, со моите соработници што ги одбрав тогаш. Тоа беа ситуацијата со тројца младинци, двајца голмани младинци и еден десно крило и толку точка. Ниту еден единствен играч. Во јуни месец, кога сите играчи се веќе под договори, завршени се ростерите, се формирани на сите клубови и така натаму, меѓутоа се нафати за работа и тие први 2-3 недели тоа на никој не можем ни да му го пишам, жа веќе пробам да го пишам што и се дистанцирав дури од моите соработници, оти мораше така да биде, за да се најде екипа. Се соочив со многу проблеми, сега можам да ги кажам. Немање на играчи, туку и тие што доаѓаа на разговор играчи, буквално уценување, дека знае дека нема Пелистер играчи, второ на лош глас беше Пелистер за последните години, за плаќање и за пари нема и така натаму се. Сето тоа си носеше некоја рамка и слика во главата на играчите која доаѓа на разговор со мене, доаѓа со некои суми, не знам какви, не знам што, не знам каде. Веројатно ја се можда е тежок збор, тоа не е за уцени, меѓутоа веројатно носење таквите размислување. Меѓутоа факт е дека тоа јас го трпев се, бев на удар, затоа што ги знам дека немам играчи, а се соочувам со некои стварно астрономски та. Меѓутоа избалансиравме, најдовме начини, мунасип, најдовме играчи и така натаму, после сите маки и го формиравме тој ростер кој што по мене и сега го велам и тогаш го велев дека е ако не најталентираниот, меѓу најталентираните 2-3 сигурно во Македонија. И верувам во тие играчи се. Резултатите, да, изостанаа, меѓутоа кажав, не се прави преку ноќ. Може би требаше некои други работи да се предам, меѓутоа тоа апсолутно тоа е тековна работа на еден клуб по која што сега е илузорно да навлегувам. Идејата ми беше и тогаш го кажав дека апсолутно нема се нафатам на работа доколку некој побара резултат од мене за една година. Бидејќи тоа се инстант клубови, гледате како завршуваат тие инстант клубови, секој ден ги имаме во сите спортови, а јас крај памет не ми паѓаше со Пелистер. Затоа со некаде 70%, 80% од овие играчи потпишани се договори на 2 години. Сега има играчи кои што му завршуваат договорите во јуни, сега е работа на новата, не да речем управа или координатор или не знам како ќе биде формулирано и формирано тоа, да си продолжи по тој пат и да ги договори доколку има интерес од тие играчи, за тие играчи така и натаму. Меѓутоа, значи патот е трасиран и тоа дебело. Од друга страна, во колку сфери се зафатиме со работи, тоа само за овие неколку 5-6 месеци. Потполно е реновирана канцеларијата на ракометниот клуб Пелистер, потоа започна да при крај се реконструкција на соблекувалните во ракометното игралиште, кај што наредени плочки, нова струја и така натаму, што не знам, мислам дека подните плочки треба и да се заврши таму. По салата видливи се веќе тие новитетите. Исто така во салата имаме прес-центар со кој може да се пофалиме дека може би еден подобрите во Македонија.
значи нов прес-центар и така натаму, значи почнеме да функционираме веќе во еден навистински колосек или со други зборови народно подобро да се искажам, темелите се турени. И е сега. Треба да само тоа да се надгради. Меѓутоа дека тоа нема да биде лесно, тоа тврдам и сигурен сум. А јас имам многу тешка и одговорна работа, а не сум човек што така поготово не за Пелистер, никогаш тоа нема да се случи, површно само да се така да врам, тоа не може да биде. И кажав и на почеток, или ќе биде како што ќе кажам јас, или ќе биде како што сакам да биде, како што мислам, или нема, ама и од моја страна, значи да се посветам 100%, или нема воопшто да биде. И дојде еден момент кога на вистина многу излегував 7-8 на сабајле од дома, се враќав не знам 9-10 на вечер. И да, кога сакате и на здравието дори почне да ми влие, трпеше фамилијата, трпеше работата мојата овде, потоа трпев и јас нормално со здравје, со нервози и така натаму. И не можев да, едноставно, не можев да и не сакав само така провизорно да бидам во клубот, затоа го оставам простор и место за некои други, далеку неспоредливо во други услови го оставам клубот тоа што јас го најдов, заедно со моите соработници, пак кажам, не сум јас сам, не бев таму. И сега е клубот во една многу по-позитивна ситуација. Еве, ако за информација на вашите гледачи, ваша информација, започнав со 4 млади играчи, до 23 години се, 20 до 23 години се, 4 играчи, разговори, значи треба некој да ги то заврши, само сега да ги то завршат тие работи, и да се формира таа млада, многу талентирана баш екипа и на места каде што сме дефицитарни, каде што е Пелистер дефицитарен. Површни, начелни, како сакате, разговори со сега лига се започнати, бидејќи јас сакав, никош не сум задоволувал со просечност. Ако си ја дадо првата година мене заедно со мојот со кругот на овите соработници за консолидирање на клубот во сите сфери, за наредната година да биде точно концентрација директно само на екипата. И да се игра во сеха лигата, значи некаде март, април требаше тие работи треба да се интензивираат. Во јуни мислам дека некаде би требало крај на мај јуни да почне и темелна уште една реконструкција на спортската сала Младост. Во Битола, кај што после тие зафати ќе биде потполно, ќе ги исполнува нормите и условите на Европската куќа на фудбал, на ракометот, така да ќе може да се играт и европски надпревари од највисок ранг во нашата. Значи, во сите сфери се започнати, и затоа јас сум горд на мојата работата на моите соработници за она што успеавме за ова кратко време да го направиме. Тоа е навистина е несватливо, меѓутоа не можам ни да ги доловам од тоа што беше, тоа требаше стварно се доживее. Тоа само да посакам и на Пелистер многу успеси во иднина, да посакам на репрезентацијата пласман, нека биде тоа честитка од мене и за нив, и за воопшто за гледачите, сите граѓани наша држава. Честит новата година, честит Божик, Христос се роди и за многу години да биде сите, да бидеме здрави, живи и весели. Долгогодишниот спортски работник Перо Босеовски од денес е назначен за нов шеф на стручниот штаб на ракометниот клуб Пелистер. Во продолжение на спортскиот преглед, погледнете ја неговата изјава во врска со назначувањето и идните планови на битолскиот суперлигаш. Денес званично сум назначен за престојниот дел од сезоната како прв тренер на ракометниот клуб Пелистер, каде што ќе покушаме тоа што може да се што подобро се заврши престојната сезона. Шансите, како што се знае, за плейофот се изгубени, али ќе покушаме во ова лига да завршиме како први. Пошто сепак мислам дека некам да навлегувам во причините за овие слаби резултати претходно, мислам дека тоа што го имаме како зацртано да завршиме први, дека ќе го оствариме во таа барем плей-аут лига. Кој се останува во вашиот стручен штаб? Претходниот стручен штаб на чело со Игор Николовски, исто на моје инсистирање, остануват и Кире Поповски, кој напоредно ќе работи со голманите и со младинската екипа. Мислам дека
за неуспехот не е цела нивна кривица, ќе покаже времето, па во тој стручен штаб ќе продолжиме понатаму. Околу играчкиот кадар остануваат, ќе се донесе нешто ново? Околу играчкиот кадар ќе има некои мали промени за почеток, а исто сме во преговори за нешто по-конкретно, по-звучно засилување, али во овој момент не можам ништо да кажам од тоа додека не се заврши работата. Се алудира на голман, левбек, десен, па ќе видиме што ќе излези. Така, сега започнуваат веќе и припремите. Веќе се започнати припремите. На 20 ги започнуваат, значи Пелистер патува на припреми, тука останува? Па со оглед на да речам така рестрикција, ќе ги одработиме тука. Тука цело време ќе покушаме да организираме некој турнир со блиските екипи во околината, како Прилеп, Охрид, кои нема да ни бидат конкурентни во вториот дел. Ќе одигреме некоја плюс пријателска утакмица, така да мислам дека спремни ќе го дочекаме пролетниот дел. Почитувани, тука е крајот на спортскиот преглед. Следете не секој работен ден со нови информации. До гледање.